Благодаря. Почитувана госпоđа Рина Ајдари, внимателно го слушав вашето образложување за буџетот за 2023 година, кој што го окарактеризиравте како развоен. Ако треба да го карактеризираме буџетот за 2023 година од економски аспект, тогаш за жал повторно, како и во претходните години од владењето на двоецот ДУИ СДСМ, никако не можам да го перцепирам преку принципот на развојната компонента. А уште помалку пак да верувам дека еден ваков мегаломански, да речам преамбициозен буџет креиран од неамбициозна влада, која веќе пета година поред докажува и покажува дека нема ниту капацитет, ниту знаење како истиот да го искреира, а најмалку истиот да го изреализира, да ги изменаџира сите овие економски политики, проекти, стратегии кои еден буџет го чинат, за да на крајот истиот да постане реалност и да биде извор на економска сигурност и стабилност на секој еден граѓанин. Значи планирате да го соголите народот, да направите голем дефицит, односно дупка која ќе ја плаќаат следните генерации. За да ги доближам сите овие големи, би рекол, несватливи бројки за обичниот граѓанин, би кажал едноставно дека власта, предводена од ДУИ и СДСМ, од секој еден од нас, од вас, почитувани граѓани, ќе собере и потроши пари, ваши пари, наши пари, во висина од 2875 евра. Тоа значи дека власта на СДСМ и ДУИ на секој 4 членов семејство ќе му земе во просек по 11.500 евра годишно. Никогаш, буквално никогаш, буџетот не бил толку голем и власта не била толку расипничка. Што би рекол народот, турско било, вакво не било. Масовна кражба на народни пари и расипничко трошење. Сега, каде ќе се трошат овие средства? Средствата ќе се трошат точно во инвестиции со матни сделки, нејасни и матни процедури во 4 очи, тендери во 4 очи, спорни набавки за лица блиски до власта. Само како илустрација, така наречената ставка други трансфери, која секогаш е најпроблематична, остава најголем простор за трошење без контрола од страна на власта, која што оваа година во овој буџет планирате да потрошите фантастични 924 милиони евра, историски највисоко. За споредба со претходните економски и светски кризи во 2008 и 2017 година, заедно овие не биле толку големи средствата колку